civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ќе потенцирам дека во правењето на пописот е многу значајна алатка. Значи, значаен инструмент на самата држава, меѓутоа особено и на деловната заедница е имањето на попис. Тоа е една алатка која што служи за информација на бизнис заедницата во однос на демографските промени и потенцијалот врз база на кој што ги правиме нашите анализи за понатамошен развој на самите економски текови на секој правен субјект во оваа држава. Забелешката дека ние во нашава држава немавме попис 19 години, точно, меѓутоа не дека волјата на граѓаните била таква, едноставно политичката волја на нашата политичка волја во ова општество беше таква за да не се направи попис. Ке потенцирам дека политиката и економијата одат заедно, меѓутоа доколку одат заедно во добри насоки, имаме и силна држава на крај. Силната економија значи силна држава. Пропустот што од политичка волја немавме попис, тоа е проблем на нашата држава. Тука ние изгубивме многу, затоа и немаме толкав напредот колку што можевме да имаме и на економски план. Не смееме да си го дозволиме ова во иднина. Ние, бизнисмените, викаме не може нешто да се направи, само колку тоа чини и колкава е волјата за тоа да се направи. Сериозно, тука и како граѓани, и како бизнис заедница, и како комора забелешуваме за ова и понатаму не сме ова да не се случи. Ние мора да кажеме дека на секој 10 години мора да имаме попис во нашата држава. Видете, политичките игри на политичките партии секако ќе се направат биле пописот или не. Али важноста на таа алатка за попишувањето, за тие влезни инпути на економската заедница, заедно со оние анализи кои што повремено ги правиме, адхок на наши анализи на кои што ги имаме за другите економски параметри кои што ни се потребни, меѓутоа заедно со пописот на Државниот завод за статистика, значи на ниво на држава, можат само да дадат една комплементарна и заедничка слика и правилна насока како се движиме прво за државата од бруто националниот производ, каде да се оди во насека на инвестициите, дали странски, дали домашни, каде да ги насочиме нашите инвестиции, како во инвестирање на современи технологии, така и во инвестирање на понатамошните вложувања во луѓето на професионално на издигнување кои квалификации на кадар ни фалат. Каде, во кој дел, видите, ова е толку комплементарно, толку битно да ние сериозно се, можам да кажам слободно, зафркавме претходните години. Никој не доби од тоа. И да е политиката во прашање, не може да добиеме ние и како граѓани, и како економија, и како држава со немањето на попис. После колку години немање попис, како ќе се справите вие сега со толкав број? Видете, секој инпут и влезен податок на статистиката, значи за мене, Државниот завод за статистика треба да биде една база, меродавна база, вистинска. И не е само нешто да се направи. Ние тоа што ќе го направиме, треба да биде, да има вредност, да има тежина, да има точност. Не е само нешто да го направиме. Тоа све што го направиме затоа што треба да ни служи во моментот и во наредниот период. Важноста на Државниот завод за статистика во секоја држава е клучен момент за секакви планирање. Особено ќе потенцирам и за нас.
заедно со сите оние други анализи кои што ние ги имаме и ги правиме. Ние секогаш како комора сме повикувале на поврзување на тие податоци. Значи поврзување институционално, заводот со управата за јавни приходи, со централниот регистар со АВРМ, агенцијата за вработување. Ние тука треба да ја добиеме сликата, затоа што врз база на тие основи ние може да направиме план. Каде сме сега и што треба и каде да одиме понатаму. Јас го поздравувам пописот, никој не треба да го бойкотира, затоа што е битна алатка и патока за понатаму. Времето, видете сега ќе дискутираме, беше пандемија или не, има различни размислувања. Зашто? Затоа што има различни начини на правење на работите. Во секоја работа може да направите како, кога знаете на што сте, може да направите како тоа може да се направи на крај. И да бевме во време на пандемија, попишувачите и сега не влегуваат дома. Јас ќе ги поздравам, имавте одлични попишувачи. Луѓето и ги фалеа тие моменти. Тоа е неспорно. Тој што сака да бойкотира, дали сега, после или понатаму ќе бойкотира. Тоа е начинот како е спроведен. Ние допрва за овој попис не може да коментираме, затоа што ние како економисти стално ги гледаме реалните бројки за да не направиме грешка понатаму. Значи ние ќе ги почекаме резултатите од пописот. Во оваа фаза се спроведе како што се спроведе, меѓутоа значено е ние што ќе добиеме од пописот. За да коментираме понатаму колку бил успешен од аспект на економскиот дел кој што нас не интересира. Меѓутоа секако како граѓани не интересира целосните резултати на овој попис. Кога е бизнисот во прашање, ние немаме пречки со никого да функционира. Затоа треба конечно да се тргне шипата на политиката, да олабавим. Ние функционираме безпрекорно. Никогаш не сме имале преки, ни со Грчка, ни со Бугарија, ни со Србија. Вештачки створениот проблем, дека ние имаме проблем, само носи политички поени на одредени групи. Едни и други, исто е за сите. Нема разлика во сите овие години на постоење на државата. Ние, кога ќе одиме во насока, дека сакаме да одиме напред, економијата е пред се, не носење на брзи закони преку ноќ, консултација со сите комори, деловни субјекти, заедно да се носат законите за добро на сите кои што работат во оваа држава. Тоа само се користи за да некои политички структури, сите јас ќе кажам, си носат само своји поени за останување на власт за нивното владење додека се изборите. И секогаш ќе се навратам назад дека ние како граѓани и како оние кои што го прават општеството создаваат овдека еден додаден производ кој што носи напред, а не да се враќаме назад и стално да ги потенцираме проблемите каде што некои од нив вистински вештачки ги правиме. Не знам зошто. Мора оваа држава да свати, да ги искористиме нашите потенцијали. Ние имаме прекрасно плодно земјиште. Значи, кое што е занамарено, ние сите сакаме да седиме во канцеларија, да се извадат тие бројки на статистики кои што вистински ќе не водат напред. Само со економијата и таквото разбирање. Последно време се вика дека доколку работите по началата на циркуларната економија, тоа значи дека одите од едно место и завршувате на тоа место, надоврзувајќи се на господинот Симоневски. Дека се земаат инпути од самите компании, јас сум една од тие компании која што дава податоци на Државниот завод за статистика, вие сите тие ги обработувате и на крај тоа користи на нас. Секако и на државните, и на самата држава, и на приватниот сектор. Значи да заклучиме дека ние сме во еден круг, во една алка. Треба да работиме со вистински податоци, за сите на крај вистински
да ги осетиме вредностите од сето тоа. Значи меродавноста, тежината на тие податоци, точноста е многу битна. Јас себе како предлог и како соработка овде, затоа што се бара од нас, ние сме импутот на давањето на голем дел на податоци, ќе ви кажам дека менувањето на економските субјекти за давање на податоци треба веднаш да го направите во Државниот завод за статистика, затоа што таму ви стојат едните исти компании кои што ви ги даваат тие податоци. Тоа ви го кажувам од Акспет како еден предлог во моментот, затоа што го побаравте, а понатаму ќе седнеме и ќе разговараме за многу точки. Изборот, на примерот, го вадиме од прометот кој што го сварува. Без разлика, меѓутоа сепак се темели на едни исти правни субјекти. Јас сум од 90. Да, мојата компанија од пред 2000. Се извинувам што не биете среќни кога сте кај нас, примерот, значи се добра компанија. Тоа е показател да знаете. Не, мислам, не, јас ќе поверам промена за да малце и други. Фактор за избор. Јас сега ќе ви кажам, Да, вака сега. Не е само тоа, ви кажувам од друг аспект. Она кој што оди кај еден и нонстоп, ние ако се повторуваме со оваа тема нонстоп, сами на себе ќе бидеме досадни, на публиката ќе бидеме досадни, нели? Затоа викам, ако јас како компанија секојдневно ги давам тие, не секојдневно, нели, на 3 месеци, како и ги барате, има многу чести барања, за тоа на крај само се пишуваат во книговодство бројки кои што не се меродавни. Тоа ми беше идејата кога го кажав. Значи сега јас ви кажувам од многу реален аспект, како учествувач во тоа, како корисник, како представник на комори, како економско лице. Пошто сум вклучена, затоа ги познавам работите и можам од близко да ви ги кажам. Кога некој често не дека е друго, него потоа се пишуваат ни вие, ни на крај ние од собраните податоци нема да имаме тежината која што треба да имаме. Залудна вашата работа, на крај резултатот не. Значи, тие процеси малце ете заеднички се ставаме на располагање да ги смениме. Тоа се многу мали работи кои што на крај може да донесат за сите добро. Значи, ќе апелирам на една соработка, имаме соработка со Државниот завод за статистика, неспорно, меѓутоа мора да се разговара на суштинските реални елементарни теми што треба да бидат завзаеми. Напротив, да бараме дури и посовремени методи кои што вам, како давател на податок, ќе ви олеснат работата, понекогаш дури ќе нема да имате потреба. На крај, неспорно е дека сите имаме корист од ова. Технологијата дава можности нови, кај што и обврската ќе биде многу поедноставна, или воопшто може да нема, да се добиваат податоци од други извори, кај што исто така се должни да дадете податоци. Само уште едно кратко, не задржувам повеќе време во однос на образованието, немаме статистичари, јас само ќе споменам дека на сите клучни образовни програми статистиката, веројатноста е вклучен како предмет, не како струка, меѓутоа е еден од најтешките предмети на сите потешки факултети. Така, ама замислите кога треба да споите. Меѓутоа, вие секако треба да делувате како и ние што делуваме, ги бараме оние дефицитарни професии, треба да делувате кај академската заедница за да тие се внесат како статистички. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.